Поштувани пријатели, би сакал да споделам една прекрасна вест со сите вас. Во деновите кои што следат има добри пријатни вести за македонските граѓани. Дополнително позитивно ќе се Добро вечер на сите освен на овие двајца. Лидеришта. Така им треба на оние злонамерници што ве прашуваат глупости. Се нафрливте на новинарите. Двајцата. Во една недела. И Мицкоски и Филипче. Не им се допаѓале прашањата, па де биле Содосамовски, де Вамаровски. Ама вие едниот и другиот сработивте се за доброто на државата, па сега остана медиумите да ги оправите. Што не е така? Ајде да видиме колку се добри лидерите на најголемите партии. Да, благодарам на прашањето и на констатациите, кои што нема да ги коментирам, ќе ги оставам на ваше произволно толкување, не заслужуваат коментар. А што се однесува до... Нема визи за Македонија и еден куп други успешни економии, како Бангладеш, или Етиопија, или Фиджи. Не стокме Трамп во едно многу убаво друштво таму. Ама кај нас тоа не е проблем, напротив. Тоа е една многу убава и среќна вест. Еве се појави дури молчаливиот министер Тимчо Муцунски. Да не објаснува само премиерот. Велат, немајте грижи, се ќе биде супер. Дури и подобро од предукинувањето. Оставете на нашата комуникација на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер и еве тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па можеби во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава. Но јас мислам дека во деновите кои што следат има добри пријатни вести за македонските граѓани, кога станува збор за ваков тип на односи помеѓу нашиот стратешки партнер. Па добро, може и убава вест за некого. Еве и председателката кажала нешто за визите. Ајде да ја видиме и низината изјава. Председателке, Соединетите американски држави го замрзна издавањето на имигрантски визи за граѓаните од Македонија. Опозицијата вели дека власта ја изолира државата. Какви се вашите информации? Што се случува на овој план? Има ли некакви промени во односите со Соединетите американски држави? Се разбира дека нема. Тоа е американска национална политика и веројатно не изолира Соединетите американски држави 87 земји. Тоа не бе 86. 75. Пардон, 75 држави. Значи, за мене тоа беше очекувана мерка. Зошто? Заради рестриктивната политика кон имиграцијата. Логично е дека ако го направите тој прв чекор, вие сега ќе гледате и во оние кои можеби доаѓаат по легален пат, но не се студенти или не се на определени служби, туку доаѓаат на друг начин, а потоа преку продолжување на просторот, на престојот или пак преку некои други патишта се обидуваат да остануваат, да останат тамо. Впрочем, не сме ние осамени. За мене тоа на некој начин само од еден аспект, може би од безбедносен ме заплашува. Зошто? Бидејќи ако ја имате во истиот круг и Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и нас, треба да размислиме, бидејќи Соединетите американски држави исто така во ова време невреме гледаат, значи и безбедносните закани целосно да ги анулираат. А дека е ова посебна мерка кон нас, мислам дека апсолутно не држи. Точно, не е промена на односите, ниту дипломатски пораз. Никако. Вака само ги зајакнуваме односите со стратешкиот партнер. Башка на кому му е потребна виза? На сите? Или? Многу убаво изгледаше празното место на Венко Филипче на лидер. Така каже. Добро, на левица овие пофални зборови не им одат во корист, ама па може стварно било убаво. Приликите бидејќи средбата помина во навистина би кажал конструктивна атмосфера, што е за мене изненадувачки. Дури Мицкоски самиот си се пофали како имал поинаков пристап. Лидерските средби од минатото заборавете ги, не постоеле. Ова ептен нов, досега невиден пристап. Денеска јавноста беше сведок на еден поинаков пристап на решавање на отворени прашања, нешто што можеби изминативе 35 години државност не се случувало, а тоа е преку една, би рекол, плодна дискусија во рамките на оваа лидерска средба и во една, би рекол, дебата која што, морам да кажам, во одредена мерка беше и полна со предлози и идеи. Сите чинители на
оваа лидерска средба која што беа присутни, кажаа јавно пред вас новинарите и македонската јавност дека истата била конструктивна. За мене како организатор и председател на ВОА-та представува навистина задоволство. Така е, премире, први сте во се, па дури и во лидерските средби. Ги омекнавте сите, освен Али, од како што ја нарекува самиот Мицкоски криминалната Дуј. Него ќе мора насам. Значи, првично во однос на прашањето за Safe City и за разгледување на Падантеревото начало во Уставниот суд, господин Али Ахмети вели дека во однос на овие две прашања се одлучи да се организира дополнителен состанок помеѓу него и господинот Мицковски. Има нешто кај представниците на Дуј и Влен што кога се на власт многу ги влече кон скапи автомобили. Ви текнува на аудито од 80.000 евра на избеганиот Тартан Груби? Тоа позајменото, да. Еве и сами се позајмил БМВ за да дојде на лидерската средба. Поскапо. Чиста случајност. Туку на вас ви ги позајмуваат роднините и пријателите нови скапи возила. Лотарија имала хонорарци вработени. Кои не работели? Па што сакате да работат луѓето? Тие се снимаат, се сликаат за на социјалните мрежи, творат, немаат време за екстра работа. Решиле овие од лотарија да си ги земат, да ги наградат. Не ни земаат пари од дома, само од државниот буџет. Кој го полниме ние? Кој вели дека нема работа во Македонија? Велиме добре дојде за 10.000 нови работници од странство, кои ќе дојдат во Македонија. Веројатно не се ова мигранти, туку само странски работници. А што би биле тие луѓе? Мигрирани од своите земји, дојдени во Македонија да работат. Како тоа го објаснува премиерот за кого претходно овие работници беа мигранти? Премиер, јас имам две прашања. Првото прашање е тоа додека во Македонија според податоците на Агенцијата за вработување имаме околу 90.000 невработени македонски граѓани, а владата даде зелено светло за вработување на странски државјани. Профилите предпоставувам на овие работни дозволи се оние кои што недостасуваат на пазарот на труд и тие секогаш се усогласуваат со работодавачите, односно со стопанските комори, и тоа е податок кој што се случува секоја година. Не е тоа податок кој што не се случува секоја година, да речеме работниците кои што се дел од проектот во коридорите 8 и 10Д се дел од овие работни дозволи. Таму има неколку илјади, да речеме. И не се само тие, мислам, има многу такви профили на работници кои што на пазарот на труд се барање на стопанските комори и работодавачите, и таа бројка не отстапува ако се спореди со бројките од минатите години. Откако се сменија градоначалниците на Чаир и Скопје, општината стварно стана досадно место. Нема ниту една дивоградба, само диводоградба или надградба или 2:+. Ајде да видиме. Значи, стварно го градиме Скопје, по скопски, по чаирски, како сакате, така. Тоа беше се за ова второ издание на Срекни вести на Инфомакс. Се гледаме следната недела. А до тогаш, да зборуваме за убави работи.